За 20 години бројот на жители во Македонија ќе се преполови ако продолжи овој тренд. Се раѓаат се помалку деца, младите бараат подобар живот надвор, населението старее. За 75 години бројот на бебиња е 3 пати намален. Ако во 1950 година бројот на живородени деца бил 50.000, во 2024 година родени се само 16.000 бебиња. Премиерот Христијан Мицкоски со фрапантни податоци за демографијата во земјава. Според него, формирањето многудетно семејство е највисок патриотски чин и спас од демографската рецесија. За 20 до 25 години, тоа што ќе им го оставиме на тие генерации по нас, ќе биде озбилен предизвик. Зошто? Затоа што тогаш се плашам дека ќе бидеме држава под 1 милион жители и тогаш ќе имаме на еден пензионер еден вработен. Тоа значи колапс за пензискиот фонд, тоа значи колапс за здравствениот фонд. Секој оној кој што си игра играчки и кој што не го разбира колку е ова озбилно, не мисли добро на државата. Нека ме нарекуваат конзервативен, заостанат, како сакаат нека ме нарекуваат, но ова мора да биде прв приоритет на оваа влада и на сите следни влади. Како дел од мерките, владата најави 6 бесплатни обиди за инвитро оплодување, бесплатни учебници и нови градинки и подршка за младите семејства, но и полесен начин за купување на прв стан или куќа. Мислам дека е многу значено за секоја брачна двојка да обезбеди пристојни услови за живот, дали е тоа во дел на изградба на куќа, дали е тоа во дел на купување на стан и решавање на стамбеното прашање. Во таа насока сметаме дека изградбата на куќи е нешто што треба да го стимулираме во периодот кој што е пред нас. Тие се подобри за создавање на семејство, имаат поголема комоција, поголем простор за развој на децата и на развој на семејствата и во таа насока со општините веќе работиме на една активна програма за урбанизирање на делови од општините каде што би можеле по прифатливи услови да се градат куќи. Програмата на владата има подршка и од меѓународните партнери со цел да се подобри иднината на Македонија. Нашата заедничка цел е јасна да го забрзаме остварувањето на целите на одржливиот развој и да се погрижиме никој да не биде оставен и заборавен. Обединените нации заедно со владата и со сите чинители заедно развиваат нова рамка за одржлив развој и за соработка со Обединетите нации за 5 години, почнувајќи од наредната. Последниот попис покажа дека во земјата 207 населени места се празни, без ниту еден останат жител. Изгубено е население колку 2 или 3 поголеми општини во земјата. Бројот на жители од предпоследниот до последниот попис е намален за 9,2%.